Тетово ќе добие нов студентски дом. Како што соопштуваат од Министерството за образование и наука, домот кој се гради за потребите на Државниот универзитет во Тетово се очекува да ги прими првите студенти веќе следната академска година. Од МОН дополнуваат и дека градежните работи се целосно завршени, а во моментов етапно се опремуваат собите и сите останати простори, кои ќе им бидат на располагање на студентите што студираат или во иднина кои ќе одлучат да студираат на Тетовскиот државен универзитет и ќе имаат потреба од сместување. Увид во активностите извршија министерот за образование и наука Јетон Шакири, заедно со заменик министерот Агим Нухиу, ректорот на универзитетот професор доктор Куштри Махмети и председателот на универзитетскиот сенат професор доктор Вулнет Амети. Министерот за образование и наука Јетон Шакири пак информираше дека се работи за крупна инвестиција која ја реализира Министерството за образование и наука и е во последна фаза на реализација. Ќе следува партерно уредување и приклучување на студентскиот дом на водоводната и електрична инфраструктура во градот. Освен објектите во кои се изведува наставно-научната дејност, со изградбата и пуштањето во употреба на студентскиот дом, Државниот универзитет ќе може да понуди комплетна услуга за идните академски граѓани и очекувањата се дека ќе привлече значително зголемен број на студенти во следниот период. Тука недостигаше сместувачки капацитет и со заложба на владата тој се гради согласно сите современи стандарди за квалитет, дополни Шакири. Тој истакна и дека студентскиот дом во Тетово за прв пат влегува како институција во рангот на другите студентски домови во државата, а конкретно за реконструкцијата на одредени студентски домови во Скопје. Рече дека Министерството за образование и наука ги дава сите напори што поскоро да се решат неколку правни прашања за да може да отпочне обновата. Студентскиот дом во Тетово почна опременувањето како студентски дом. За прв пат се формира како институција, влегува во делот на другите студентски домови кои се во државата и функционира според програмата што го имаме за студентски стандард. Што се однесува на другите студентски домови во Скопје, продолжуваат сите тие постапки, но во текот на постапките според информациите што се организираат и делот на организирање на јавната набавка што се и консултенти од Германската банка, мислам дека заради некои постапки што недостасуваат некој документ се одложува, но јас сум сигурен дека во ова година во најбрз рок и секогаш сите напори ги дава МОН што побрзо да се решават сите проблеми за да почнува и реконструкција на студентските домови. Се работи за проблеми кои доаѓаат од правен аспект, имотно-правно нерешени проблематики, кои многу работиме во овој период, ден поскоро да почнуваат сите постапки за конкретни постапки, што значи изградба или реконструкција на овие студентски домови во градот Скопје. Инаку, според информациите од Министерството за образование и наука, новиот студентски дом во Тетово ќе има сместувачки капацитет за околу 300 студенти.